Кога пред точно 35 години тогашниот учител по ликовно воспитување во основното училиште Кирил и Методи Коста Хаджи Антоновски за прв пат ја промовираше идејата која постојано претходно го преокупираше да направи детско ликовно студио, во кое членуваат талентирани деца по цртање и сликање, ни самиот не веруваше дека тогашната негова идеја ќе го освои светот. Сеќавајќи се денес за почетоците, вели дека е пресреќен што успеа да ги обедини младите ликовни таленти. Кога на 6 точно октомври во Скопје, со големите напори што ги направив, 20 години предавав во Кирил и Методи школата. Освоја преку 1000 награди. И тога само реков, Коста Хаджи Антоновски, уне сон што го замисли, сеќавај се на еден сон, на сеќавање, сон и сеќавање, сонот ми се исполни. После година и пол напор, успеав тоа студио да го формирам. Се формира точно во Скопје, кога Анатолий Дамјановски беше како председател за култура и образование, и само рекоа, Коста мора детското ликовно студио да ги опфати најталентираните деца од Битола и основните училишта и градинките. Во тоа успеав и јас сум пресреќен. На 35 годишниот јубилеј од формирањето на детското ликовно студио Свети Кирил и Методи присуствуваше и амбасадорот на Чешка во Македонија Мирослав Рамеш, кој на двајца млади ликовни уметници им додели награди кои тие ги освоија на меѓународен ликовен конкурс во Литице. Прво благодарам за позивницу. Прво ви благодарам за поканата. Гледам дека ова е најубав дом во градот. Тука има прекрасни детски цртежи и морам да кажам дека сум воодушевен. Се радувам што ги предадов наградите на Ангела и Илина и што се запознав со господинот Коста. Детското ликовно студио Свети Кирил и Методи располага со преку 600.000 цртежи, а во изминатите години над 2000 слики се донирани на разни институции, училишта, градинки и установи. Денес, 35 години подоцна, слободно може да се каже дека магијата на малиот битолски Монмартар, откако најпрво ги освои просторите на Битола, Македонија и поранешна Југославија, го освои светот.